Продолжува оркестрираното ширење на лаги и невистини од страна на Никола Груевски и медиумите под негова контрола. Очигледно е дека тој не разбира дека медиумите мора да се ослободат од уредништвото од неговиот кабинет. И тоа брзо ќе разбере, веројатно веќе и во текот на следната недела. Колку и да сака да прикаже дека СДСМ е против гласањето на диаспората, тоа едноставно не е точно. Најголем контрааргумент за тоа е дека диаспората ќе гласа. Правото на глас на нашинците од странство беше единствено загрозено од самиот Никола Груевски, кој што се обидуваше на ефтин начин, со само неколку стотини гласа, со амбасади претворени во партиски штабови на ДПМН, да добива пратеници. СДСМ не ја разбира диаспората како средство за добивање на гласови. Ние се залагаме за суштинско поврзување на нашите иселеници од странство со матичната држава и затоа веднаш по смената на власта ќе формираме Министерство за диаспора. Благодарам за имате прашање. Премиерот вчера во интервју за една национална телевизија ве обвини дека сакате да го суспендирате правото на диаспората да гласа и дека тоа е еден од вашите начини да ги пролонгирате изборите, да избегнете изборно соочување. Како истекуваш до сега, Никола Груевски безобразно лажеше. Од јули, откако се почнати преговорите, па до денес, сме немали ниту една пауза во преговорите по барање на представниците на СДС. Сите досегашни паузи биле по барање на представниците на ДПМ. Барале внатре партиски консултации, дополнителни информации, пауза. Еднаш дури ги снема од преговарачката маса. Дури еве и денес се среќаваме после неколку дена откако тие побараа време за внатре партиски консултации. Денес конечно се надеваме дека доволно внатрешно се консултирале и дека конечно нешто конструктивно ќе предложат. Тоа се однесува и во однос на прашањето на гласањето на диаспората. Без да навлегувам во многу детали, на самите преговори, на преговарачката маса, беа неколку предлози и механизми кои што се целосно во согласност со препораката на ОПС и ОДИХР за изедначување на бројот на гласови потребни за избор на пратеник во Македонија и во странство. За нас сите се прифатливи. За ДПМН ниту еден. Дополнително, сите предлози кои што и ги даваа во однос на решавање на овој проблем беа целосно спротивно на препораката на ОПС и ОДИХР и спротивно на она што самиот Никола Груевски го потпишал на 15 јули. Очигледно е дека Никола Груевски е единствениот политичар на таа преговарачка маса кој што не е подготвен на 24 април да се соочи со граѓаните на фер и демократски избори. Што остана недоговорено значи диаспора? Тоа е едно од прашањата, меѓутоа има и други прашања кои што се надеваме дека денеска ќе бидат затворени. Не би навлегувал во детали затоа што знаете, често пати тоа што сме мислеле дека е договорено, представниците на ДПМН повторно го отварале, така што не би сакал да прejudicирам. Благодарам.